студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9, добро вечер. Поранешниот директор на Царина Стефан Богоев и уште тројца се осомничени во случајот со наводно местење тендер за чистење на граничните премини и терминали. Осомничените попладнево изведени пред судија на претходна постапка, како претходно беа во полициска станица. Се чека одлука, а таму е Мирјана Давидовска. Да, Марина, речиси 2 часа како заврши распитот на четворицата осомничени, меѓу кои што прво осомничен е поранешниот директор на Царинската управа Стефан Богоев и ја чекаме конечната одлука од судијата на претходна постапка. Дали ќе им одреди мерка притвор, онака како што всушност и побара обвинителството за сите четворица осомничени, или пак сепак судот ќе одреди некоја од останатите мерки кои што се за обезбедување на овие 4 лица. Во секој момент ја чекаме ваквата одлука да биде соопштена. Инаку, откако заврши распитот на четворицата осомничени, добивме изјава од обвинителката која што вели дека се одлучиле на ваква мерка поради опасноста од бегство и влијање врз сведоци. Таа потенцира дека се уште е во рана фаза, но обезбедиле доволно докази, но исто така според неа е позитивно тоа што одбраната била проактивна и размислувала да понуди гаранции. Во продолжение слушаме изјавата. Досегашните сомневања, квалитетот на доказите и вкупните околности ни налагаат обврска да одиме со оваа мерка притворска, предлог за притворска мерка која ја доставуваме до судот, која, иако е најстрога мерка, во оваа рана фаза се чини на оправдана и пропорционална според оценка на обвинителството. Она што е значајно е што денеска имавме проактивен однос од одбраната на сите осомничени, па одбраната размислува за понуда на гаранции. Не ја знаеме одлуката на судот, кратки се роковите, меѓутоа за обвинителството е драго на некој начин и е значајна ваквато размислување со оглед на тоа што се работи за сепак природата на криминалитетот е од финансиски криминалитет и дава основа и за размислување во таков правец во однос на оваа мерка. Истрагата продолжува. Во овој момент се плашиме и од бегство и се плашиме и од влијание кон постапката, имајќи го во предвид вкупните фактички околности, својствата, позициите на лицата кои се под истрага, на осомничените. Да, всушност четворицата осомничени се товарат за местење на тендер во Царинската управа за доделување договор на фирма за чистење и одржување на граничните премини и на царинските терминали. Всушност, според доказите на финансовата полиција, која што и поднесе кривична пријава до обвинителството за овој случај, во периодот од јули 2023 година до март 2024 година, осомничените свесно ги прекршиле прописите за јавните набавки при доделување на ваквиот договор. Прво осомничениот, екс-директорот Стефан Богоев во својства на директор влијал врз тендерската документација и техничките спецификации со кои што обезбедил токму оваа фирма, чиј што управител е меѓу осомничените, да го добие тендерот, а со тоа фирмата се стекнала противзаконски со околу 300.000 евра. Второ осомничениот е во својство на помошник директор во Царинската управа. Третиот и четвртиот осомничени се управителот на битолската фирма која што го добила овој тендер, како и вработен на истата. Осам тоа, тие како резултат на ова се обезбедени и докази дека поранешниот директор Богоев примил и парична награда во износ од околу 1.800 евра. И во овој момент ќе прекинам бидејќи излегува еден од адвокатите кој што е бранител. Се извинувам, ќе може ли кратко само да добиеме кој е исходот од судијата? Не можам да дадам изјава, не можам да. Имате одлука, другите адвокати ќе ви дадат, да. Благодарам. На таквата одлука? Ќе ви дадат другите адвокати. Јас не можам, јас сум за фирмата.
Како што слушнавме Маријан, застапникот на фирмата, чишто управител еден вработен се осомничени во овој случај, не сакаше да коментира за одлуката, но одлуката, како што слушнавме, е веќе донесена од страна на судот, па очекуваме во секој момент и ние да дознаеме како јавност дали ќе биде одреден притвор за четворицата осомничени, онака како што всушност и побара обвинителството, и додека ги чекаме и останатите адвокати, еве слушнавме дека можеби некој од нив и ќе прокоментира, до тогаш ќе побарам ново вклучување во вестите. И те очекувам во текот нови вести ако има одлука со ново вклучување. Благодарам. А случајот предизвика политички реакции, бележиме дел од нив. Станува збор за едно лице кое што е поранешен градоначелник на општина и поранешен директор на јавна институција, во случајот Царинската управа. Станува збор за неколкумина вработени во рамките на таа институција и станува збор за лице кое што, како да го наречам, не знам, немам права квалификација, но бил многу близок до претходната влада и било лице кое што често пати ги олеснувало овие, условно кажано, дејства кои што изобилуваат со многу незаконитости. Или народски кажано посредник. Така што од информациите кои што јас ги имам, ова ќе се проширува, и од информациите со кои што јас поседувам, неколку институции во периодот кој што следи ќе имаат слични вакви акции за недоследности од минатото, кои што се содржани во ревизорски извештаи кои што представуваат индиции за злоупотреба на службената положба и овластување. Добро, тоа се нашите информации, дека е приведен и дава изјави. Јас не би сакал сега да коментирам во оваа фаза, нашите ставови сме ги кажале. Не сакам да коментирам судови, обвинители, обвинителство, судство и така натаму, затоа што не ќам да ги имам манирите на Христијан Мицкоски. Мислам дека тоа не се добри манири. Така да почекаме, нека кажат институциите, после ќе го кажеме коментарот наш. А ден по посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, премиерот вели дека е имал искрен разговор, но дека ставот на владата за уставни измени останува непроменет. Опозицијата пак смета дека Кошта ги потврдил нивните позиции, дека уставните измени се последното барање кое владата мора да го испорача за деблокада на процесот. Со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта имаме искрени и пријателски разговори, но остануваат разликите околу барањето за уставните измени. Владата останува на својата позиција и нема цена по која ќе го промени ваквиот став, вели премиерот Мицкоски по посетата на бриселскиот авторитет. Мицкоски не очекува промена на ставот и на официјална Софија, но вели дека Македонија ќе победи со аргументи. Повика на обединување, коментирајќи дека ова не е спринт, туку битка што треба да се води со разум. Не само што ова не е единствениот услов за да влеземе во процесот и да го тој процес изодиме до крај, туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас, која што за жал не бира средства за да ги урива позициите на владата кога станува збор за одбрана на македонските национални интереси и представува мекото ткиво на македонскиот национален идентитет. Но и тоа ќе го издржиме, имаме доволно сила и да победиме дома, но и да победуваме надвор, така што ние сме подготвени за сето ова, имаме факти, имаме аргументи, ќе работиме. Ова не е спринт, ова е маратон, потребна е стратегија, план, визија. Ова се победува со ум, не се победува со брзање и под притисок. И од владиниот партнер вреди велат дека доследна реформска агенда ќе не задржи на европскиот пат. Интеграцијата во Европската унија е наша стратешка определба и аспирација на генерации. Посетата на председателот Кошта е потик да продолжиме со посветеност во реформите и процесите што ја приближуваат земјата кон европското семејство, напиша од вреди. Спротив владините позиции, лидерот на опозицијската СДСМ Филипче смета дека пораките на Кошта се јасни и директни и дека
тој ја потврдил вистината дека единствен услов за членство се уставните измени. Повикува веднаш на референдум. Нема гаранции во процес на преговори, треба да се исполнат услови. Немало гаранции за Хрватска, за Бугарија, за Словенија немало гаранции. Значи се менаџираат проблемите. Се наметнуваат барања, има потреби, треба да се отворат кластери, треба да се затворат кластери, треба да се спроведе реформската агенда. Лага е тоа дека владата добро ја спроведува реформската агенда кај нас. Лага едноставно. Што не е направено како што треба. Сме ги изгубили и време, сме изгубиле реформи и сме изгубиле пари. Кој не го земал идентитетот и јазикот? Со векови на нас, за да не кажам. Никој не ни може да ни го одземе. И ние сега не правиме чекор кој што не е никаков ризик, плашејќи се да не се случи нешто. Цела Европа седи на маса, сите заедно ќе видиме за тоа прашање. Јас реков споделуваме одговорност. Ако тоа се случи, заедно седнуваме на маса и преговараме. То никој не може и не сме да го бара. И тоа е апсурдна, лажна претпоставка на оваа власт. Затоа што мотивите се други. Од опозицијската ЛДП пак исто повикуваат на брзи уставни измени, бидејќи тоа било побарано и од председателот на Европскиот совет, но велат дека тие треба да бидат со одложено дејство до членство во Унијата. Во европските документи од преговарачката рамка не постои обврска. Уставните измени веднаш да стапат на сила, што остава простор за разумно и државничко решение околу кое може да се изгради поширок национален консензус, коментираат од партијата на Зајкова. Мицкоски и Кошта повторно ќе се сретнат уште утре во Тиват, каде се одржува самитот на Европската Унија за Западен Балкан, на кој се очекува да се слушнат и детали од последниот план на германскиот канцелар Мерц за асоцијативно членство на Украина, но и постепено интегрирање на Западен Балкан. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 30 лица со години земале плата од Институтот за јавно здравје, а не оделен на работа. На дел од нив им плаќале по 200 евра на колеги за да ги евидентираат како присутни. Неправилности били утврдени во службените картички за гориво, високи донации за плати и спорни јавни набавки. 30 лица со години неоделена работа во Институтот за јавно здравје, а на колеги кои ги евидентирале дека се на работните места им плаќале по 200 евра. Неколкумина кои не биле вработени во ИАЗ имале картички од институцијата и си точеле бензин за лични потреби. Архиварка земала плата од 100.000 денари, бидејќи се пресметувала и приправност, иако не е во таа категорија, а други вработени земале од 44.000 до 88.000 денари плюс на плата, за, например, чистење на дворот. Повеќе објавениот ревизорски извештај за работењето на институтот во 2024 година. Денеска директорката со дополнителни податоци. Каква состојба затекнала кога пред 2 години ја преземала функцијата? Идев по канцеларија и ги прашував, извинете, вие што работите, како јас можам да ви помогнам, да ве мотивирам, еве во иднина што би можеле подобро да сработиме, како вие како работник би биле помотивирани да работиме, и тој вели, па не знам. Кажете ми, викам, еве, ако не ви текнува сега, можете да ми се обратите. Ама што работите? Викам, баш ме интересира која е вашата дневна обврска. Еве, денеска што завршивте? Тоа зборувам за првите 2-3 дена кога дојдов, нели, сакам да ги запознам работените. Сега, после моje инсистирање ми вика, знаете како, па јас не доаѓам баш на работа. Андоновска кажа дека претходното раководство набавувало опрема што веќе ја имале. Кабел долг 15 километри за кој биле платени 15.000 евра, но нигде го нема, како издавање на простор на институтот за буреκджилница. Како посериозен прекршок со кој биле доведени во прашање здравствените услуги што ги примале граѓаните, е што фармацевски техничар вршел услуги како лаборант. Да имало награди од 400-500 евра месечно со образложение, така стои, за домаќинско работење, цитирам, домаќинско работење или изворедна успешност. Се давале награди за домаќинско работење, но ова не по недомаќинско работење јас немам видено. Целата документација со бројните пропусти и неправилности уште пред 1 година ја доставиле до секторот за криминалистика во МВР, а очекуваат да реагира и обвинителството. Од каде пак вела дека ако ревизорскиот извештај биде доставен, ќе ги проверат наводите. Поранешниот директор Шабан Мемеди ги отфрла обвинувањата на денешниот прес
и праша колку ново вработен има по доаѓањето на директорката и како ја добиле позицијата. Сања Димитровска, Сител телевизија. Крајот на